ова обично сите рибари што досега биле мои гости и кои ловеле на Тиквешко езеро, ловат баш спомнуваат тој некој манастир и некое потопено село. Веројатно е тоа некој дел од езерото кај што има најмногу риба. Па рибата е уствари над манастирот горе во поплиткото и само таму брка риба. Иначе во длабочините доле кај овај има најкрупните сомови се кај браната, али тука не може да се извадат. Има гњурци што тврдат дека има по 300-400 кила што лежат доле. Сомови. Да. Имате ли сознание за некој поголем уловен сом од вашите? Па поголем, до сега од овие не сум слушнал, а има многу извадено, лично мене и на мојот колега од Битола Кочо, што идеме заедно. Нима кинето исто и шпире беше со нас еден колега. 150 кила најмалце беше, 3 пати не кинеше и не успеавме да го извадиме. Тоа иначе имаме освоено 89-та година прво место во сега бивша Југославија. Тоа организираше ЗОВ, списанието. Имаше извадено од пожаревац 80 кила, ние чекавме крајот на годината така па да пријавиме. Со 91 кило освоивме прво место во Југославија. Може би ова е тоа признание. Златна плакета. Еве, може да се види златната плакета. Само момент, веројатно нашиот камерман. Ево, тоа е тоа. Во меѓувреме да чуеме кој се јавува. Ало? 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 Повелете? Ке молам на телефон Трајковски Тони. Повели Тони? Исто ние сме добри страстни рибари. Да. Па би го замолил другарот да ни каже, пошто ние сме на бела риба поише, идеме мислам со другарчињата натаму во бела риба. А господинот, пошто на Тиквешко езеро е забранета, црната риба се фаќа на самици, на стругови, на едно на друго, а 130 кила риба да се извади на трска, тоа до сега, мислам у Америка го нема. Го има кај нас. А кај вас? Да. А на што го има во Македонија. Молим? На што го има? На Орша. На Орша? Да ви кажам нешто? Риба на Орша? Да. Тоа треба стварно да се запише во Гинисова книга. Вака. Тоа никој не веруваше, али на Тиквешко езеро, еден наш сомче е исто скопјанец. Да? Не знам дали треба име да го Кој по име ќе ве молам? Црвениот го вика. Црвениот. Извади 70 килограми сом, да? Пред чуварите и пред милиција им докажа дека може да се извади сом на Орша. Црвениот е скопјанец, извинете. Да, он е родом од Кавадарци, а иначе ако не гледа Црвениот би можел да се јави па да ги убеди некои вакви недоверливи гледачи дека навистина може да се улови сом на трска. Јас ќе ве замолам само уште едно прашање за господинот ако може. Да, повелете. Например, кога доаѓа милиција, зашто ја почев идам на Тиквешко, со кугли пуштам милицајците пуштат кугли. Да. И кога ќе фатат кантите со стругови со едно со друго. Тука има преку 400-500 струга. Така ли? 400-500 струга? Да, мислам на една линија пуштено. Па они што ќе најде? Поминува со кугла да ги собираат. И на времето, ја ќе молам, ако сакате да прашате во полициската станица во Кавадарци, ќе ви објасна дека у една недела, мислам, за 2 дена за време на викендот, собираат преку 10-15 илјади јадици. Тачно е тоа. И мрежи тачно собираат. Тачно. Да. А на трска, ја до сега ќе ве молам да упишат у Гинисова книга од 120 кила сом, аз се извадил. Јас се извинувам, мислам, може не е вака реално едно друго, али... Еве ви кажав пример, извадени е 70 кила сом пред милиција и пред чуварите што го чуваат езерото. Шиеска конец, ја не знам, баба ми Славка да турев немаше да извадам на Шиеска конец. Па дојдете со нас, ќе видите како се вадат. Добро, фала. Еве имате и официјална покана од нашиот денешен гостин. Ви благодарам што се јавивте. Да остапиме место и на други гледачи. Еве веќе имаме друг гледач на линија. Ало? Ало? Повелете, кој се јавува, да? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Царски Димитар на телефон. Повелете, Димитар. Јас би го прашал другарот кој е шампион на бивша Југославија во тежина при вадење на сом. Па за 89-та година ние бевме. Ја и мојот
колега, сега више не сме се... Кој е тој колега, да го чуеме името негово? Па Владимир Кузмановски. А дали он беше мајсторот или вие? Па еден не може да извади сом. Значи, Сом најмалце двајца го вадат. Иначе мајстор еден не може да биде. Оти јас прочитав дека во Зофли беше или во... Да. Кое списание? Да. Пишуваше Владимир Кузмановски. Да. Така ли е? Така е. Тој ми беше колега, али ви кажувам ја, сом не може еден да вади. Точно, меѓутоа еден мора да е мајстор. Мајстор, малце е неугодно кога се разидовме ние, од прошла година, да прашате тамо кај што живееме, ќе видите кој е правиот мајстор. Колку сум донел ја, колку он. Не бидете вие оптеретени со тоа што сте се разишле во... Добро, Да, ние нема исто проблем, така, нема еве, проблем. овде стои официјално признание, Да. исто така од ЗОФ, ако може камерата го Да. покажам, јута еве уште еднаш. И ова ни е заедничка Така заслуга да, нас. така да, веројатно, мислам, Што значи пишува нешто. таму, не можам да прочитам. Пишува ЗОФ и пишува плакета Улов сезона. ЗОВа Улов година 89. 89-та. Имиња не пишува, нели? Не. Меѓу не пишува, меѓутоа не верувам Не дека пишува. Владимир му ја позајмил плакетата на гостината. Нормално. Јас ви благодарам на Јованица. Еве имам исто објавено во вечер, ја дека имаше некои фалења од тој бивши колега мој, дека сомови вадал она. И мене ме викна во вечер и дадов тамо, без помошник не се лови. Да. Зашто сам не може да извади толкав сум. Добро, ако го видите да го поздравите многу. Нема проблем. Јас ви благодарам пријатно. што се јавивте, пријатно. Одамна немало вакви јавувања во семениот магазин во рибарските муабети, веќе ова наликува на она, знаете, кисело грозје. Да чуеме кој се јавува. Ало? Добро вечер. Повелете, кој се јавува? Линија еден ваш гледач и исто така рибар, Да? па би сакал да го прашам гостинот едно прашање. Да, повелете. Дали би сакал да ја објасни техниката на поставување струкови во кавадата на Тиквешко езеро и дали има слушната за еден рибар од Скопје. Иначе тој е камерман во телевизија, Владо мислам се вика. Иначе он важи за главен шампион за сомови, еден со брада. Он има ставано мамка кокошка за сом. Благодарам. Кокошка никогаш не сме поставале, додека идевме заедно. Иначе ми беше колега, сега не идеме заедно. Пред една година се разидовме. Он си иде со едно друштво, ја идам со друго друштво. Па можам Меѓутоа, да кажам кокошка лани не јас дека ставаат тачно кокошки, али ние никогаш не сме ставали кокошки. Исклучиво риба, пијавица, црв и си имавме свој мамец. Што не го Да го кажувам. чуеме уште овој гледач и ова нека биде и последниот гледач на режијата и собраќам, затоа што навистина немаме повеќе време. Ало? 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 Да? Овде е Јордан. Јордан, кажи Јордан. Јордан се јави да си го чуе гласот на телевизија и толку. Господине Јосифовски, јас ви благодарам, некако времето многу брзо ни одмина. Да, Ке имаме ли време да го слушнеме уште овој гледач? Шајде да го слушнеме, ева држијата ни кажуваат. Ало? Ало? Повелете, кој се јавува? Ацо Саневски овдека, Повелете. парик на вашиот гост. Прво А, ви повелете. поздравувам и вас и емисијата и гостинот Благодарам. и му пожелувам на рибарот следната рибарска година успешна и се надевам дека ќе ме стави и мене у тимот, иако чекам ред 5-6 години да дојдам со него да пет. На пролет прв си. Добро. Аци, Многу. види поздравен, ќе се видиме, пријатно. Јас ми останува уште да ви се заблагодарам. Мислам дека ќе требаше да го продолжиме терминов, меѓутоа не сме во можност, за 5 минути треба да започнат А1 вестите. Уште еднаш ви благодарам за присуството во емисијата и ќе се видиме некоја наредна прилика со некој нов капиталец. На пролет сигурно ќе На води. пролет сигурно. А ова е некако и крајот на семениот магазин. Вас, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер со програмата на А1 телевизија. Ќе се видиме наредната сабота во истиот термин.